пресудот за настани од јуни месец 2016 година, по директни закони против мене, против мојот живот и слично. Како што поштетено лице сум. Кој што го води јавното обвинителство. Редовното? Да. Редовното јавно обвинителство на моја пријава преку моја адвокат. Уште од 2016 година. А и подсекате ме? Се работи за директни закани преку Facebook во една организирана форма која што има за цел моја ликвидација. Од кого конкретно? Од конкретни личности кои што јас не знам дали смеам да тоа јавно го кажувам Дали заради е Миленко? животот. Не, Премиера? граѓани. До кој степен е дојдено ова со СЈО? Како е возможно ова вака сега на маса седите и се пазарите за криминал? Како испаѓа? Криминалот нема пазар со него. Значи, Како мислам, воопшто дојде до ова? заради тоа што законот за јавното обвинителство се носи со двотретинско мнозинство и треба да се разговарам со обезбеди тоа двотретинско мнозинство. Ако го има нов закон за јавно обвинителство. Ако не, државата продолжува да функционира по постојните закони за јавно обвинителство. Нема ништо, никој има потреба од пазар, типа има некој потреба за да постигне некои цели преку ваквите разговори. Договарање за криминалот? Не, апсолутно не. Според мене се работи за разговори, за обезбедување на функционален правен систем, кој што има за цел да го воспостави заека јавното обвинителство во Република Северна Македонија, во чии што рамки имаме намера да го вратиме специјалното јавно обвинителство со создадени капацитети, одделот на јавниот обвинител, јавните обвинители, внатре истражители и слично, да продолжат да служат на државата и на граѓаните. Дали може политичка партија да бира кој и се допаѓа, кој не? Јас верувам дека не, заради тоа што институциите на системот се тие кои што бират. За среќа во јавното обвинителство тоа е јавно обвинителски совет. Дури не е ни парламент, дури не е ни влада, и тука правиме дистинкцијата на разграничување на независноста на правосудството од делот на политиката како што е презентирана преку парламентот или преку влада. Само Катица Јанева е проблемот и тимот или има и други проблеми во законот? Тоа што За политичка Тоа што јас го кажав после лидерската средба со лидерот на ВМРО ДПМН господинот Христијан Мицковски, впрочем и тој го кажа дека има проблем со Катица Јанева и со нејзиниот тим на јавни обвинители. До тука беше, до тука јас коментирам. Дали има тој проблеми со истражителите, со администрацијата, тој треба да ви каже. Јас немам проблем со никој од нив, ниту се сметам да бидам повикан дали имам или немам, кој сум јас, кој е Мицковски, кој сме сите. Ова е сериозна институција на Република Северна Македонија и пред се работи за нашиот државотворен аспект на поставување во формата на одлучување преку репрезенти од нашите политички партии, тоа се пратеници. Република Северна Македонија ќе ја биде и ќе биде добра држава. Се надевам дека нема да троши време и да губи време. Сериозен јавно обвинителски систем мора да има. Со помош на меѓународната заедница, на сите експерти имаме прекрасен закон. Со сите укажувања, перфекции од Венецијанска комисија и сето она што е вредно за државата. Од тука и нашата одговорност како чинители во општеството треба да се ја понесеме. Јас верувам дека ова не е преговори, ова се разговори на работни групи помеѓу двете најголеми политички партии, ама ние сме веќе представени преку коалицијата во владата за да се убедиме сите дека личните предрасуди треба да се тргнеме на страна и да го поддржиме тоа што е добро за граѓаните и за нашата земја. Премиере, вашиот коментар за пресудата на 27 април, дали мислите дека е со некои што су аболирани, дали се обвинети, други ве двојно повеќе како што обвинува? Јас тоа што можам да искоментирам е дека се работи за судска пресуда. Судската пресуда треба да се почитува. Ние политичарите не смееме многу што да толкуваме кои судските пресуди, посебно заради тоа што јас бев таргет на тој 27 април, не би сакал да навлегувам во суштината. За мене пред се како граѓанин, но еве и како председател на владата, е важно никогаш повеќе да не се повтори. Ако казните и санкциите тоа го оствариле, тогаш ќе постигнете цел. Има позитивни сигнали од Унгарија дека ќе повторно ќе се преиспита ова веќе друго дело за Груевски. Ние нема да престанеме да се бориме согласно правните можности кои што ни стојат на располагање. Република Северна Македонија е меѓународно интегрирана земја, постапува по меѓународните правила, закони, узанси на действување и тие се на наша страна. Ќе продолжиме правно да се бориме, заради тоа што сите други политички алатки кои што ни стојат на располагање не би сакале да ги искористиме, се работи за земја пријател. Ние политичарите доаѓаме, заминуваме,
земите наши се пријатели, треба да останат пријатели, затоа исправниот систем ја водиме борбата до крај, додека не ја добиеме правдата и законитоста на меѓународните правила да настапи на сила. Социјалните закони. Социјалните закони, денеска имам само информација од министерката, не сум се слушнал со службите во парламентот, планирано е на 25 има седница да бидат ставени, тие се усогласени. Се надевам дека ќе поминат брзо, ако може да поминат и да бидат објавени до крајот на месецот, граѓаните ќе можат уште за март, почетокот на април да добијат зголемената социјална помош која што имат и за третото дете, и социјалните помоши за 300% зголемени, и државната социјална пензија која што се дава како социјален придонес. Сето тоа е за добро на државата. Парите во буџетот ги имаме. 2 милиарди и 200 се оставени, плюс пари ова година во споредба со идната. Но прво, дали парламентот ќе го изгласа до крајот на март месец, за да може меѓу први и пети да се исплати. И второ е дали председателот Иванов ќе го подпише. Така да ние нашето треба да го направиме. Се надевам ако не се стигне сега, ќе се стигне почетокот на мај да се исплати за април. Очекувате ли на заменување уште една амнистија за Богом? Не верувам, нема потреба од таа работа. Нема потреба, нема такви случаи. Јас немам проблем да разговарам. Не, ниту некој планирал, ниту било што. Делот на законот за амнестија се случи во рамките на помирувањето, во еден сериозен процес, кога на државата и требаше и во третинско мнозинство. Јавно го кажав, не бегам од тоа. Не бегам од тоа. Верувам дека парламентот нема потреба повеќе да посегнува по вакви работи, заради тоа што овој случај беше јасно издиференциран, каде што се одделија сите кои што учествуваа во организацијата и насилството, од сите оние кои што беа заведени во таквиот случај. Согласно на тоа не верувам никој од институциите на системот, ниту Министерството за правда да отвори вакви постапки, а има надлежности, ниту председателот Иванов. Не очекувам вакви работи, заради тоа што самиот закон прво не ги дозволува можностите за амнестија на председателот Иванов. Читајте го. Уште еднаш апелирам до сите вас, не постои законска можност во моментот председателот на државата да амнестира.